Понеделник 17 јуни, кратки вести во 12 часот. Во текот на целата година, но најмногу во текот на летните месеци, Охрид и Струга се дестинации во кои често оперираат кратците од цела држава. Се влегува во станови и куќи, се крадат возила, а не е мал бројот и на дрски кражби во кои се одземаат паричници, мобилни телефони и други поскапи предмети како накид. Охрид прес дознава дека деновиве се приведени 2 лица од Скопје кои извршиле повеќе кражби во објекти во централното градско подрачје. Од МВР во пресрет на секоја сезона на кражби, која обично започнува заедно со туристичката, ги советуваат граѓаните да внимаваат како и каде ги чуваат своите лични предмети на плажа. Порачуваат да не се споделуваат планови за одмор на социјалните мрежи, бидејќи на тој начин кратците лесно може да видат кога ќе бидете далеку од дома. Охриѓанец, тетовчанец и виничанец демнеле, вознемирувале и се заканувале на своите бивши партнерки за што добиле условни казни затвор. Ова се само дел од примерите каде што судовите во земјава во изминативе неколку месеци досудиле условна затворска казна за демначите. Демнењето од лани е кривично дело, па поради чести пораки со закани испратени на Вибер, вознемирување на работно место, но и на семејството и блиските пријателки на Охриѓанка. Досудена е условна казна затвор за нејзиниот поранешен 5-годишен љубовен партнер. Според пресудата за демнење која ја донел судот во Охрид во декември минатата година, обвинетиот охриѓанец е казнет условно на 3 месеци, доколку во рок од 2 години не стори ново кривично дело. Во судските списи може да се најдат 20 пресуди за кривично дело демнење, меѓу кои пресуди со условна затворска казна, но и со парични казни. Охридскиот боксер Енис Алиу се врати со вредна победа од меѓународниот боксерски турнир Мирослав Петковиќ, што се одржа во спортската сала на средното училиште Перонако во Куманово. Алиу е член на клубот Алекс Огненовски од Охрид, а во финалето беше подобар од боксерот Даниел Шутало од Хрватска. Боите на Охрид ги бранеше и Наум Стојановски во категоријата до 67 килограми и стигна до полуфиналето. На турнирот покрај од Македонија настапија боксерски имиња уште од 12 земји од регионот и пошироко. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен ветер, УВ индексот е 8, максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.